Еве сме тука спремни за следниот час, тоа е биологија. За која деление, наставничке? Сега ќе имаме природни науки за 6-то Природни деление. науки за 6-то деление. Ова е наставничката Весна. Да, моето име е Весна Стојковска. Јас доаѓам од Општинското основно училиште Живко Брајковски, кој што се наоѓа во општина Бутел, и првиот час ни е природни науки за 6-то деление. Наставната единица има наслов Адаптација и камуфлажа. Одлично. Вака природата представува сложен систем составен од предатори, а тоа се животните кои што се претежно крволочните, односно месојадните животни, и го имаме пленот кој што е послабиот во природата. Значи, низ текот на еволутивниот развој на животните на планетата Земја, свесни сме дека животните тие што успеале да се снајдат, односно да се снајдат на било кој начин да се спасат од предаторите, понатака продолжуваат да екзистираат. Значи, како животните се снаоѓаат, односно се приспособуваат во животната средина, односно во нивната околина, со адаптација и со камуфлажа. Значи, ние прво ќе се запознаеме со поимот адаптација. Адаптацијата всушност представува приспособување на животните во својата животна средина на тој начин што животната средина има одредени ресурси, а тие ресурси се храна и вода. Исто така имаме и климатски услови. Климатските услови се всушност знаеме дека постојат повеќе клими на планетата Земја, меѓутоа ние ќе се задржиме полесно за тоа. И нормално избегнување на грабливците. Пример за приспособување е пустината. Во пустината знаеме дека во текот на денот температурата се искачува дури на плюс 5 степени Целзиусови, а во текот на вечерните часови паѓа и до 5 степени Целзиусови. Врнежите се многу малку, значи ресурсите на вода во пустината се сосема на минимум, а додека имаме огромно испарување. Поради тоа, овдека како пример за животно кое што се адаптира е камилата. Значи, камилата е заштитно животно на една пустина во која што знаеме дека има многу песок. Сега, камилата, сите знаеме како изгледа, таа на својот грб има одредена грбка која што е богата со масти. Значи, масното ткиво ја овозможува на камилата да се храни во текот на целиот нејзин животен век. Специјални бубрези. Специјалните бубрези овозможуваат да се намали излачувањето на урината, се со цел да се задржи таа вода што ја имаат како резерва. Понатака, долги трепки. Трепките кои што се наоѓаат нормално на очните капаци овозможуваат да не се дозволи навлегување на песок во очите. Да. Сите сме свесни дека камилата има огромни стапала кои што овозможуваат да не пропадне во песокот, бидејќи песокот представува порозна материја. Друго, има крзно кое што е густи влакненца поставени едни до други, за да овозможи во текот на вечерните часови да не дојде до, нели, Да не премрзне. Да не премрзне, затоа што свесни сме дека има огромни температурни разлики. Од 50 во текот на денот до 5 степени Целзиусови во текот на ноќта. Потоа, устата е заштитена со специјална кожа која што е дебела и овозможува да се храни со сите оние растенија кои што екзистираат во пустината. А ние знаеме што екзистира во пустината, тоа се, нели, кактусите. Кактусите како изгледаат? Тие имаат со боцки. Така да, доколку има уста која што е нормална како сите животни, ќе дојде до повредување. Да. На незините колена има специјална дебела кожа која што овозможува, нели, камилата треба и да се одмори. Кога сака да седне, ако седне на топлиот песок, на времиот песок, да може да се изгори. Да, ќе се изгори. Значи, овие се сите тие адаптативни промени кои што се случуваат се ова животно за да може да екзистира во тој даден екосистем. Понатака, имаме ние, освен што на планетата Земја постојат предели со висока температура, постои и јужниот и северниот пол, каде што температурата е многу испод нула. Така да, таму имаме долги зими, а кратки лета. Долгите зими се карактеристични со ниски температури и оскудност од храна. Кој во тие предели би се снашол, би се адаптирал за да преживе? Тоа е нормално поларната мечка. Поларната мечка се карактеризира со дебело масно ткиво. Масното ткиво не само што е терморегулатор, туку тоа представува и што? Заштитна
еден вид како храна, резерва која што овозможува мечката да преживе. Друго, освен масното ткиво, ние имаме кај поларната мечка и дебело крзно. Кај мечката, освен што имаме дебело крзно, каква боја има поларната мечка? Бела. Бела. Значи, ова е не само адаптација, туку еден вид и камуфлаж. Камуфлажа, да. Бидејќи снегот, знаеме дека има бела боја. Понатака ќе се запознаеме со уште еден тип на адаптација, тоа се животните кои се хранат со растенија. Значи, животните кои што се хранат со растенија се тревопасните. Тревопасните животни се лесен плен за месојадите. Значи, ние ако замислиме дека се наоѓаме во една џунгла, во џунглата главни се месојадните животни. Да. А предаторите, односно оние што сакаат да се нахранат со овие тревопасни животни, всушност што прават? Наоѓаат лесен начин да ги изедат или да ги нападнат послабите. Сега, со адаптација ќе дадеме пример за еленот, кој што има Рогови. силни цврсти рогови. Понатака, желката. Што има желката? Има голем Оклоп. и силен цврст Така, оклоп. силен и цврст оклоп, кој што ја штити во дадениот случај кога некој сака да ја И нападне. таа влегува во својата кукичка. Така, и се крие. Кај ежот постојат боцки, кои што се всушност оние кои што не само што ќе го заштитат ежот, туку едноставно и ќе му направат една вид како ќе го маскираат во таа дадена средина. Значи, од налетот на предаторот, сите овие тревопасни животни ќе се заштитат. Меѓутоа, пак сека да се стави да ги објасниме малку и месојадните животни. Значи, месојадните животни исто така имаат една адаптација. Тоа е следно. Тие треба да бидат брзи, а сите оние што се брзи имаат јаки нозе. Тие што имаат јаки нозе имаат и јаки мускули. Да. А тие што имаат јаки мускули треба да имаат и што имаме ние на прстите? Нокти. Нокти. Значи, а кај животните има канџи. Канџи. Така? Канџи, да. Потоа, пленот го јадат со острите зарби. Значи, тоа е адаптација и на тревопасните и на месојадните Зајадните животни. животни, да. Значи, следно ни доаѓа камуфлажата. Ние сега, освен адаптација, ја имаме камуфлажата, која што представува способност на животните за прилагодување со околината, се со цел да не бидат забележани од предаторот и да станат нивни лесен плен. На кој начин тоа би го објасниле ние, но прво ќе напоменеме дека ова се нарекува криптична способност со околината. Сега, значи, најпрво, што би направиле животните и инсектите? За да не бидат забележани од предаторот, ќе ја сменат нивната боја. Значи, еве, доколку имаме ние инсекти, тие блиску до некоја гранка ќе ја ќе го оформат нивниот облик Ќе се на прилагодат телото, на- ќе се на прилагодат гранката и на бојата. И на бојата на гранката, така. Еве сега друго. Освен што ќе се смени бојата, ние ќе го видиме и слайдот кај гуштер. Дали сега гуштерот можеме лесно да го забележиме во оваа средина каде што имаме песок. Значи, блиску, Кога ако ќе го се видиме приближиме, блиску, ако се ќе приближиме, видиме да. Видиме дека дека да. Меѓутоа, ако сме малку на поголемо растојание, ќе забележиме дека гуштерот Се претопува се во- претопува, Топува. значи тука имаме една добра Бојата камуфлажа. на песокот. Така. Постојат, освен кај гуштерот, имаме и други. Значи, пеперугата, понатака, ги имаме многу други инсекти, ги имаме рибите во водата. Да, рибите во водата исто. Рибите на површината, кога пливаат, тие не се забележуваат, бидејќи тој дел од телото, површинскиот ми е малку потемен, а другиот е посветол, на тој начин што птиците, како грабливки, не може Да, не можат веднаш да ги приметат Ето. и да ги уловат. Значи друго, освен рибите, пеперугите, инсектите, октопотот, сите тие добро се камуфлираат во природата. Да. Значи, цел на камуфлажата. Значи, основна цел на камуфлажата е животните да не станат нечии плен. Значи, добро да се заштитат за продолжат понатака со нивниот раст и развој. Друго, за предаторот, односно месојадните животни, да можат побрзо и полесно да дојдат до својот плен, исто така и тие се камуфлираат и тие така исто се преобразуваат на некој начин, што би ја смениле својата боја, би го смениле некогаш и својот облик, се со цел
побрзо полесно. да дојдат Да. до храна, Да. бидејќи основно за да екзистира еден жив организам му е потребно она што треба. Тоа е храна, вода за раст и развој. Имаме уште една слика, а ова е еден вид на Гуштер. гуштер, кој што еве, ние сме свесни дека во нашата држава, доколку излеземе во една ливада, ќе видиме зелен гуштер, ќе видиме дека има зелени змии, ќе видиме дека има многу зелени инсекти, ќе видиме многу пеперуги, така да. Ова е еден убав пример кој што ни покажува дека зелениот гуштер добро се камуфлира во неговата животна средина. Значи, на денешниот час ние се запознахме со двата основни поими за преживување и екзистирање во природата, тоа се камуфлажа и адаптација, кои што нормално учениците можат секојдневно, сега нели се во нивните домови, меѓутоа кога ќе настапи нели летниот период, да излезат по ливадите, да видат каде и на кој начин животните и инсектите се камуфлираат со околината, се со цел да бидат, да не речам невидливи, меѓутоа тоа е близок поим со она што да се спасат или да не влезат во синџирот на исхрана на сите оние предатори што постојат во природата. Да. И сега за домашна работа, мислам дека учениците би требало да направат две кратки табели во кои што ќе ги напишат некои животни, можат и на интернет да истражат, да го искористат и учебникот, да направат две табели за адаптација и за камуфлажа, така да во едната табела да направат барем по 3-4 поими кои што можат да ги наведат на адаптација на одредени животни и на кој начин се адаптираат во нивната животна средина, а истото и за камуфлажата. Значи, се надевам дека лекцијата за 6-то деление адаптација и камуфлажа Ние ја совладавме. Да. Нели останува да совладаат нашите другарчиња, но наставничкова беше навистина прекрасна лекција и доста корисна за сите нас. Многу Да. е возбудливо да се знае за адаптацијата и камуфлажата на животните. Се надевам дека се разбравме, дека се е јасно, а доколку нешто не е јасно, на наредните часови ќе објасниме. Така Да. да и со текот на истражувањето за домашна работа, лекцијата ќе ни стане уште Да, полесна. јас сум сигурна дека децата сосема добро ја совлада оваа лекција денеска. Се надевам. А се правиме пауза и следи часот по биологија за 7-то деление. Моделение.